Почитувани новинари, драги велешанки и велешани. Крајно лицемерно е од ВМРО-ДПМН што вчерашниот митинг го одржа во Младинскиот парк наместо во амфитеатарот, што е на неполни 100 метри оддалеченост или на некоја можеби друга локација. Прво, затоа што кога го реконструиравме Младинскиот парк и ги изградивме фонтаната со водопадите, не исмејуваа и фонтаната злобно ја нарекуваа поило за коњи. Сега, Младинскиот парк со фонтаната им е култно место, најубаво место за снимање, за сликање и за правење митинзи. Тоа што изгази оштетија тревата, воопшто не ми е важно. Второ, затоа што се лажат ако мислат дека е неважно кој ги обезбедува техничката поддршка на митингот. Граѓаните треба да знаат дали митингот, бината, озвучувањето, осветлувањето и ги обезбеди истата струмичка фирма која ги обезбеди истите работи на петијадата. Дали истите пејачи ги забавуваа и пред тоа убаво ги наградија со наши пари од општинскиот буџет преку проектот Македонија во срцето носиме на Бојана Скендеровска, а некои од нив настапија и на петијадата. И после сакаат граѓаните да им веруваат дека тие се бореле против криминал и корупција. Но за среќа граѓаните не се наивни, гледаат и слушаат се што се случува. Добро знаат дека тоа не е во ред и затоа ќе ги казнат на изборите во недела. Понатаму, најголем дел од проектите кои вчера градоначалникот Колев им ги вети на граѓаните не се во негова, односно општинска надлежност, туку се во државна надлежност и ќе се финансираат со средства од државата, преку јавното предпријатие за државни патишта, министерствата, а пари за другите се обезбедени не од буџетот на општина Велес, туку од унгарскиот кредит, за што ние сите заедно со камата ќе го враќаме. Дел од проектите ги ветуваат по втор пат, како против пожарниот дом, улицата, патиштите, кружните текови, а тоа е затоа што не успеа да изградат над 90% од капиталните проекти кои ги вети минатите избори во 2021 година. Забораваат дека се на власт и на локално и на државно ниво, па во недостиг на идеи опозицијата ја обвинуваат за криминал и за корупција, а се прават глуви и слепи и го забораваат криминалот и корупцијата кои што го направија и го прават нивните представници. При тоа, дали забораваат дека токму ВМРО-ДПМН во 11 годишното владение Македонија претвори во темен вилајт, ја загрози демократијата, ја киднапираше правната држава, ги загрози човековите права и слободи. Направи огромен криминал за кој беа поведени безброј постапки пред надлежните правосудни органи, а продолжува и сега. Затоа, драги велешанки и велешани, ве повикувам да не се плашите. Масовно да излезете на изборите, да гласате со чиста совест и здрав разум и довербата да им ја дадете на тие кои ќе вратат на смевката на вашите лица, ќе ги отворат перспективите и кои вам и на вашите семејства ќе го обезбедат достоинствен и квалитетен живот. Да гласаме за бројот 5, Велес пак ќе биде нашата гордост. Ви благодарам.